Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Обвинетиот серијски убиец молчеше и гледаше во таван, но не призна вина, па остана без адвокат, оти не го испочитувал договореното. Судот ќе бара нов по службена должност за следното рочиште. 44 годишен охриѓанец починал откако проголтал дрога во обид да се спаси од полициска контрола. Функционериот вреди задржани на албанската граница. Дел од нив тврдат дека им бил забранет влез поради поддршката за протестите. МНР бара одговор од албанската амбасада. Нови правила за организирање гиваве и подароци. Од идната недела задолжителна дозвола за организирање и на доместок за нивно приредување. Размената на оган продолжува, ескалираат тензиите помеѓу САД и Иран. Овие вести во живо со детали од почетокот на судскиот процес за серијскиот убиец од Кумановско. Останете со нас. Обвинетиот серијски убиец од Кумановско денеска се појави во судница, но не призна вина, па неговиот адвокат одлучи да се повлече од случајот. Првото рочиште го следеше колешката Миријана Давидовска. Имаме во живо во овие вести. Миријана, многу детали информации за кратко време се слушна денеска и се видоа во судот во Куманово. Што се случуваше таму? Да, навистина драматично беше денеска во Кумановскиот суд, каде што се одржа првото рочиште за обвинетиот серијски убиец, 25 годишниот самопрогласен овчар кој што изврши неколку убиства врз повозрасни жени. Шокантен пресврт се случи во самата судница, откако обвинетиот Трајче Бојковски одби да признае вина, односно негираше било какво поврзано со извршените дела, што беше навистина неочекувано за сите во судницата, а особено за неговиот адвокат, кој што потоа по кратка консултација со својот клиент одлучи да му соопшти на судот дека се повлекува од полномошното и дека не сака повеќе да го застапува обвинетиот серијски убиец, бидејќи тој не постапил онака како што адвокатот всушност побарал од него и како што се договарале пред самото рочиште. Во судницата, како што кажав, беше навистина денеска тензично, бидејќи кај присутните кои што беа роднини на оштетените и на жртвите на овој серијски убиец се почувствува оној немир и револт и негодување кој што ги има по неговото однесување какво што го гледа во самата судница, бидејќи на самиот почеток обвинетиот дури одбиваше да си го потврди своето лично име, од каде потекнува, колку години има, сите оние основни информации за да може да започне судењето, па така роднините и присутните во судницата го квалификуваат тоа дека е на некој начин глумење. Тој едноставно ладнокрвно и гледајќи во таванот од судницата молчеше неколку минути, пошто беше свикана пауза. Откако започна главната расправа и тој се произнесе дека не чувствува никаква вина, односно дека ги нема извршено сите овие дела, обвинителот соопшти навистина монструозни детали за сето она кое што тој го има извршено. Беа презентирани материјалните докази и навистина страшни детали за тоа како ги извршувал сите овие кривични дела. Многу повеќе да погледнеме во прилогот кој што го подготвивме од денешното рочиште. Морбиден молк, ладнокрвно смеење и поглед кон таванот, вака 25 годишниот овчар Трајче Бојковски, обвинет за серија свирепи убиства, се појави пред правдата. Драмата во Кумановскиот суд настапи од самиот почеток, кога обвинетиот серијски убиец одби да си го потврди сопственото име. Ова кај присутните оштетени роднини на жртвите предизвика револт, коментираа дека тој се преправа. По кратка пауза Бојковски проговори без воопшто да се замисли, негираше вина за сторените дела. Обвинителството тврди дека се работи за случај без преседан, каде доминантен мотив била некрофилијата, но бруталните детали за убиствата на 4 немокни жени денеска добија шокантен пресврт. Обвинетиот Трајче Бојковски целосно ја негираше вината, пошто неговиот адвокат веднаш му го откажа полномошното, па судењето за хоророт во Кумановско е одложен за 31 август.
Обвинителот Љубомир Лапе го квалификуваше случајот како монструозно дело со кое судот се нема соочено никогаш во Македонија, па дури ни во југословенската пракса. Овчарот од Драгоманци убил 4 жени и уште 2 се обидел да ги убие. Според обвинителството, Бојковски свесно ги избирал жртвите да бидат немокни, стари и осамени, со намера да ги задоволи своите полови страсти врз мртви женски тела, влегувал во нивните домови, физички ги напаѓал, удирал и давел, па откако ќе ги усмртал, врз нив извршувал полови дејствија, рече обвинителот. Подготвувајќи се за ова судење и уште во фаза на истрага проучував судска пракса од бивша Југославија навака и да, имало неколку серијски убици, меѓутоа не сретнав случај каде што доминантен мотив за сторување на кривичните дела била некрофилијата. Во светска пракса има неколку такви случаи кои ги анализирав и ги искористив на некој начин за да поставам обвинението и теоријата на случај во овој предмет. Воедно, на истите околности се предложени и двете оштетени кои што ги преживеале нападите и кои што во детали опишуваат како бил извршен нападот. И тоа сето во содејство со вештите наоди и мислења од обдукциите за видовите на повреди кореспондираат, се работи за исти или слични телесни повреди. Однос на постапката, очекувањата беа дека обвинетиот ќе ја признае вината, но за жал такво нешто не се случи. Станува збор за многу на дрзок начин и суров начин извршување на овие кривични дела, така да очекувам судот да му определи максимална казна на обвинетиот. Адвокатот на обвинетиот серијски убиец се откажа од полномошното да го брани, бидејќи обвинетиот одбил да признае вина како што претходно се договориле. Тој не сакаше да открие детали поради кои причини обвинетиот направил ваков потек за да не му наштети во понатамошната постапка. Обвинетиот не го прифати мојот совет да признае вина на првото рочиште и сметав дека повеќе моите услуги правни нема да му се откористи и затоа го откажав полномошното на истиот. Со оглед дека се работи за притворски предмет, судот нема да чека долго по летните одмори. На следното рочиште ќе мора да му биде доделен адвокат по службена должност, а пред судечкиот совет ќе треба да дојдат за да сведочат и двете преживеани жени. Во вишето јавно обвинителство во Скопје се води постапка и за докторите кои што не знаеле да проценат дека смртта на некој од жените била насилна, па тие биле закопани како да починале од природна смрт, пошто следуваше есхумација за да се поврзат делата на серијскиот убиец. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Со презентација на докази од телефонските апарати на дел од обвинетите, комуникации меѓу нив, како размена на пораки на Facebook, Viber и Messenger, во судницата во Идризово денеска продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Од одбраната имаше реакции дека во дел од презентираните документи никаде не се спомнува Пулс. Докази од телефонска комуникација беа презентирани и на претходното рочиште, кои потврдија дека дискотеката Пулс работела со заштита од полиција и инспектори, а собственикот бил во комуникација и со вработени во надлежните државни институции. По изведувањето на доказите на обвинителството, материјални докази и сведоци ќе изведува и одбраната, која, како што најави, има и две вештачења. Следното рочиште е закажано за 14 јули. 44 годишен охригенец починал откако проголтал пакетче со дрога во обид да се спаси од полициска контрола. Настанот се случил синоќа на булеварот Туристичка. 44 годишен охриѓанец сакајќи да ја сокрие дрогата од полицијата проголтал опаковка со наркотична материја. Најнапред му се влошила здравствената состојба, пошто од страна на полициските службеници повикана била итна медицинска помош, со чие возило бил пренесен во општата болница, но и покрај преземените медицински мерки тој починал. Тој другото лице кое било со него им се добро познати на охридската полиција. На 8.7.2026 година во 22:30 часот на булеварот Туристичка во Охрид лишен од слобода има 32 годишно лице од Охрид. Тој управувајќи патнички автомобил Range Rover со чешки национални ознаки. Него сопрел возилото подаден знак од полициска патрола, току избегал и по дополнително преземени активности бил застанат. При таа полициските службеници во возилото го забележале СП 44 годишно лице од Охрид, кој веднаш проголтал опаковка со наркотична материја пошто му се влошила здравствената состојба, стои во соопштението на СВР Охрид. Докторите предупредуваат дека преголемата количина на кокаин е крајно опасна и директно доведува до
до смрт. Овој мокен стимуланс предизвикува сериозни кардиоваскуларни и невролошки проблеми кои можат да завршат фатално. Кога ќе се земе во поголема количина, а особено ако се комбинира заедно со алкохол, тогаш се јавуваат оние несаканите ефекти врз физичкото здравје, што значи доведува до особено нарушување на срцевиот ритам, тахикардија и други абнормалности на срцев ритам, се до развој и на миокарден, дури и инфаркт може да се развие, и тоа е, мислам, како една од најчестите причини за зголемена смртност поради предозираност со кокаинот. Инаку по насока на јавен обвинител се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Генералниот секретар на Интерпол, кој е во официјална посета на Македонија, рече дека земјава е важен партнер во борбата со криминалот. Посетата означува продлабочување на оперативните врски, размена на разузнавачки податоци и заеднички механизми за борба против организираниот криминал. Македонија ја зацврстува улогата како сигурен партнер на Интерпол, од размена на разузнавачки информации и заеднички операции преку обука на полициски кадар до испраќање на експерти. Шефот на Интерпол, кој е во официјална посета на Скопје, порача дека нашата држава покажува сериозен пристап кон меѓународната полициска соработка, а тоа го докажува преку практични примери. From the cooperation I have seen on your border with Albania, in your joint deployments with Serbian authorities, I see that North Macedonia takes international police cooperation seriously. We need to make sure we match an international challenge with an international response. And North Macedonia has been an important partner. Соработката со Интерпол се темели врз меѓусебно споделување на знаењата, размена на високо квалификувани експерти, но и капацитети при откривање на шемите на криминалните банди и апсењето на терористи. Во време на се покомплексни предизвици, јакнењето на соработката со Интерпол во областа на полициското образование е предуслов за ефикасно справување со нив, порача помошник министерот во Центарот за обука Владко Митковски. Изразуваме подготвеност за воспоставување долгорочна соработка која би опфатила размена на програми, методологија, образовни искуства, учество на службеници, наставен кадар и експерти во заеднички обуки, развој и реализација на заеднички истражувачки проекти. Шефот на Интерпол го поздрави учеството на земјата во меѓународните операции против трговијата со луѓе и нелегалната трговија со оружје. Неговата официјална посета е насочена кон продлабочување на соработката во борбата против меѓународниот криминал и подобрување на безбедносната координација. Македонија стана членка на Интерпол на 29 септември 1993 година, кога беше примена на Генералното собрание на Интерпол одржано во Аруба. Габриела Лескова, Сител телевизија. За придонесот на Македонија и придобивките од членството во Интерпол, за борбата против меѓународниот криминал и подобрувањето на безбедносната координација, во тема на денот со Валдеси Уркиза, генерален секретар на Интерпол. Власта чека одговор од опозицијата, но се појасно е дека нема да се усогласат позициите за измените во изборниот законник во предвидениот рок. Левица обвинува дека само се бара алиби за да не се донеса ново законско решение. Владеачкото мнозинство се уште не добило одговор од опозицијските СДСМ, Левица, ДУИ, Села и Таравари за тоа дали ќе има усогласен став за изборниот законник пред 15 јули. Крајниот рок според кој Брисел ќе цени дали ќе ни додели дополнителни 4 милиони евра од планот за раст. Премиерот Мицкоски денеска со нов повик, но и со критика до Левица дека и покрај тоа што првично се усогласила со измените на изборните правила, подоцна се откажала и одбегнала одговорност. Само дајте да го завршиме ова до 15 јули, за да може 10 чекори да ни бидат успешно завршени, за да можеме да идеме во следна фаза. Кажете што сакате, ставете го на хартија, ние ќе го прифатиме. Само да биде содржано гласањето на диаспората. Една изборна. Повеќе пари, еве ние ќе намалиме од кај нас, иако сме најголема политичка партија, нека биде за нив. Немаме никаков проблем. Се што мислат дека тие ќе направат, ние ќе го прифатиме. Но за жал еве до денеска немаме се уште никаков
повратен одговор од страна на опозицијата. Од Левица вчера излегоа со соопштение дека тие ќе ја преземат иницијативата за опозицијска средба што ја предложи власта, но денеска опатија критики дека овој состанок е само алиби на ВМРО ДПМН за да не се донесе изборниот законник. Европската унија обезбедува околу 4 милиони евра поддршка доколку се донесе нов изборен законник, но ако тој повторно не се донесе според постојниот модел, ДПМН, СДСМ и Вреди повторно ќе поделат околу 10 милиони евра државни средства за платено политичко рекламирање. Кога ќе се стават бројките на маса, станува многу појасно зошто некои партии се толку комотни инсистираат процесот да пропадне, велат од партијата на Пасиев. СДСМ денеска нема коментар за изборниот законник, чии пратеници ги блокираа измените со 10.000 амандмани. Лидерот на СДСМ Филипче синоќ за Сител посредно ја одби средбата што ја иницира Левица, но повтори дека нема да дозволат гласање на диаспората од далечина. Не можеме да заклучиме ништо друго, освен дека се отвара врата за изборен грабеж. Не постои друга логично објаснување на тоа да се инсистира на модел за кој што ништо не е утврдено во однос на безбедноста, целосно се менува начинот на гласање. Да, добро. Изборниот модел, изборниот модел се менува кај нас. Со тоа што на некој му се дозволува да гласа по пошта, а овде некој гласа со спрееви, фингерпринтови и така натаму. Какви се тие разлики во безбедностите критериуми? Катерина Нешкова, Сител телевизија. Функционери од Вреди биле задржани на граничниот премин Ќафасан кон Албанија. Дел од нив тврдат дека им бил забранет влез во земјата, а се сомневаат дека можна причина е нивната поддршка за протестите во Албанија. Министерството за надворешни работи официјално бара одговор од албанската амбасада. Пратениците од Вреди Беким Чоку и Аднан Азизи и заменик генералниот секретар на владата Хаси Муртезани биле запрени на граничниот премин Ќафасан во обид да преминат кон Албанија. Повеќе од 1 час без образложение биле задржани од граничната полиција. Иако подоцна им било кажано дека забрана за влез има лице кое патувало со нив, Чоку на социјалните мрежи тврди дека и покрај дипломатските пасоши од полицискиот службеник добил информација дека забраната важела и за нив тројца. Се сомнева дека причината е неговата поддршка за протестите во Албанија. До овој момент не сме добиле никаква одлука или официјално известување што ги објаснува причините за оваа постапка. Поради тоа не можеме да направиме ништо повеќе освен да поставуваме прашања и да бараме транспарентност од албанските власти. Доколку причината е поврзана со фактот што јавно ги поддржав неодамнишните протести во Албанија, тогаш тоа би било длабоко загрижувачко, пишува во статусот Чоку. Заменик генсекот на владата Муртезани за Сител вели дека забраната не била за нив туку за сопатник. На него му беше кажано од страна на полицаец или царина, не знам што беше во границата, дека има забрана за влез во Албанија. Значи, немаше забрана ниту за мене, ниту за двајцата пратеници од Влен, туку имаше забрана за влез и тоа привремена забрана за влез за еден наш сопатник кој што не носи ни јавна функција ни ништо. Дори на крај ни беше кажано дека вие може да продолжите. Јас читам дека сме објавени као нон-града, као не сме биле дозволени да преминеме во граничниот премин. Ова е сосема невистина. Вреди бара официјален одговор за инцидентот од албанските власти, зошто се задржани функционерите и дали за нив има забрана за влез во Албанија. На барање на македонското МНР повикан бил представник од албанската амбасада, а на средбата била побарана официјална информација од албанските власти во врска со настанот. Генералниот директор на албанската државна полиција Скендер Хита вели дека граничната полиција постапила согласно законот во случајот пријавен вчера на Ќафасан, каде на едно лице не му било дозволено да влезе на албанска територија поради законските пречки. 3 лица со дипломатски пасоши беа информирани дека може да го продолжат своето патување. Другото лице кое беше во нивно друштво имаше законски пречки на границата и не можеше да патува во Албанија. Другите тројца граѓани одлучиле да не го продолжат своето патување и сите се вратиле во Македонија. Медиумите од соседството објавија и кратко видео од граничниот премин додека тројцата функционери чекаа да добијат информација зошто не им се дозволува да ја поминат границата. Дел од медиумите директно го поврзуваат вчерашниот случај со поддршката токму на овие лица на протестите во Тирана во така наречената Фламинго револуција. Според албанските медиуми, тамошните власти им забрани на влез на повеќе десетици лица од Македонија, а наводно на листата се нашле 60 лица поврзани со коалицијата Влен. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Нови правила за организирање гиваве и подароци. Од идната недела задолжителна дозвола за организирање и на доместок за нивно приредување. Размената на оган продолжува, ескалираат тензиите помеѓу САД и Иран.
Измените во Законот за игри на среќа носат нови правила за организирање на популарните гиваве и подароци. Од идната недела задолжително ќе биде дозвола за нивно организирање, но и плаќањето на надоместок кон државата за нивно приредување. Се регулира пазарот за организирање подарувања. Сите инфлуенсери и познати личности, како и компании, кога подаруваат производи, прво ќе мора да побараат дозвола од Министерството за финансии. За неа ќе треба да платат надомест од 6.000 денари. Кога ќе го добијат одобрението, во рок од 3 дена обврзани се да платат и 18% од вредноста на подарокот. Овие новини се дел од Законот за игри на среќа и според надлежното министерство. Со него ќе се прецизираат условите за тие што приредуваат вакви настани, а учесниците ќе добијат поголема транспарентност. Влогот е фактички лајкувањата, споделувањата, тагнувањата, кога имаме производи, нели имаме рекламирање, понуда на производи и сето тоа се регулира и е во рамките на тоа игри на среќа. Оние што сакаат да ги приредуваат овие игри, потребно е во Министерството за финансии најдосна 30 дена пред одржувањето на извлекувањето да поднесат барање. Социјалните мрежи изминатиот период се преплавени од гиваве и настани, каде најчесто фирмите ангажираат познати личности да ги рекламираат и да подарат одреден производ. На тој начин компаниите добиваат бесплатна промоција, а инфлуенсерите заработуваат. Во последно време и сведоци бевме сите и целокупната македонска јавност што се случуваше во доделувањето на тие наградни игри и како на еден така заобиколен начин се рекламира брендови и слично и дел од организаторите остварува лични профити, приходи кои што и надвор од законот. Новина во законот е што правилата на игра, како и резултатите од добитниците треба да бидат јавно објавени. Времетраењето на една игра не сме да биде подолго од 1 година. Законот ќе почне да се применува од следната недела, односно од 14 јули. Од Сдруженијето на инфлуенсери во моментов се без став за ваквото законско решение. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Откако нафтата на светските берзи скокна на околу $80 за барел, стигнаа нови најави дека е можно повторно да се активираат мерките за цените на горивата. Власта е задоволна од справувањето со кризата, а опозицијата критикува дека единствено нешто во што владата била успешна се задолжувањата. Можно е владата повторно да ги активира мерките за цените на горивата. Откако нафтата на светските берзи скокна на околу $80 за барел по новите напади на Блискиот Исток. Премиерот Мицкоски вели дека состојбата се следи. Доколку има потреба, мерките стојат на располагање. Оцени дека актуелните случувања создаваат неизвестност на енергетските пазари, но уверува дека државата има доволно резерви и план за навремено снабдување со енергенси. Мицкоски посочи дека Македонија и натаму има најниски цени на горивата во регионот. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата кукава е цената на бензините и на дизел. Да, така е, но тоа е брзански производ. Тоа не зависи од предприемачка логика, тоа не зависи од политики на влада. Тоа е брзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаџираме од тој момент додека го користат граѓаните. И така било со децении наназад. Така што тој сеир ќе го оставам на оние кои што се уште живеат во тоа политичко мучуриште како што е опозицијата. Мерките за горивата беа во сила од крајот на март до средината на јуни. Владата интервенираше со намалување на ДДВ-то и акцизите. Ценовниот шок се амортизираше, но за сметка на тоа, само поради кратењето на акцизите, државната каса остана покуса за околу 24 милиони евра. Опозицијата па критикува дека единствено нешто во што владата била успешна се задолжувањата. Мицкоски со лаги дојде на власт, со лаги владее. Ветуваше дека економијата ќе биде тигар, ветуваше инвестицијски бум, ветуваше подобар животен стандард. Ништо не исполни. Инфлацијата почна да се смирува. Државна статистика измери раст во јуни од 3,4%. Пазарните инспектори пак констатирале дека поскапувањето во дел од маркетите не доаѓа од повисоките набавни цени, туку поради зголемените профитни маржи. Причините за ваквото однесување ќе се разгледуваат на средба во владата следната недела. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Државната ревизија даде лоша оценка за работата на Агенцијата за вработување. Анализите покажале дискриминација при распределување на средствата, фаворизирање адвокат, местење тендери, но и фиктивни исплати. Фаворизирање само на одредени региони за мерките за вработување, неравномерно распределување на парите, сомнителни тендери и доминантно ангажирање на еден адвокат. Државниот завод за ревизија утврди повеќе неправилности за работата на Агенцијата за вработување во 2024. За 14 програми биле потрошени околу 23,5 милиони евра, што е за 16% повеќе од претходната година, а најголем број од средствата им се доделени на 4-5 општини – Скопје, Струга, Тетово и Куманово, како и Пробиштип за некои од мерките. При распределбата на средствата не е обезбеден принципот на рамномерен регионален развој. Кај одделни активни мерки исплатите во Скопскиот и дел од западните плански региони ја надминувале утврдената квота и до 4 пати, додека регионите од централниот и источниот дел на државата добиле помал обем на средства, соопшти од ДЗР. Ревизијата утврди слабости во постапката за остварување на правото на паричен надоместок. Констатирани се сомнителни договори за вработување. Во извештајот е посочено и дека речиси 80% од околу 94.000 евра за адвокатски услуги, медијација, вештачење и судски такси биле реализирани само преку еден адвокат и при тоа дел од исплатите биле извршени без целосна документација. Ревизијата утврдила и дека членовите на управниот одбор добивале парични надоместоци, дури и за месеци кога воопшто не се одржувале седници. Александар Динев, Сител телевизија. Лекот Фостер од 1 август ќе биде достапен без доплата, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување. Лекот против згручување на крвта, Ксарелто, од 1 јануари ќе биде достапен за 160 денари. Од фондот најавија засилени контроли во аптеките по пријава дека дел од нив лекови со партиципација ги продавале на приватно. Од 1 август пациентите со астма и хоп ќе го земаат лекот Фостер само со партиципација од 280 денари. Од 1 јануари пак Сарелто против згручување на крвта ќе биде 160 денари во аптека. Ова денеска го најави директорот на Фондот за здравствено осигурување. Поголем избор на брендови од иста генерика може да донесе пониски цени за пациентите. Овие околу 50 милиони денари само со ово намалување од 800 денари на референтната цена што имаме кај Фостер, ние нема да ги употребиме за купување на автомобили, туку ќе ги употребуваме за до нова година воведеме лек од најнова генерација за истата категорија на пациенти за астма и за хронична обструктивна болест. И покрај проширувањето на позитивната листа со антикоагулантни лекови, пациенти доставиле представки за 2 аптеки во Скопје и 5 во Битола, кои не им ја давале терапијата на рецепт, туку ја нуделе приватно. Од фондот вчера почнале со засилени контроли за да утврдат кој не работи согласно договорите. Ние имаме во договорите со аптеките предвидено казни за недостапност на лекови на позитивна листа, сите лекови, не само новите лекови. Значи сите аптеки се должни спрема договор што ги имат со фондот да се сите лекови на позитивна листа достапни. Поради финансиски товар, дел од помалите аптеки немаат скапи лекови, но треба да знаат каде пациентот може да го најде на рецепт. Сања Димитровска, Сител телевизија.